дојдовте. Ние сме на одделот за асистирана репродукција на клиничка болница Аџи Бадем Систина. Јас сум Александар Бојаџиев, гинеколог акушер и еден од докторите на одделот. На одделот сме шесторица доктори, заедно со нашиот шеф, доктор Лазаревски. Инаку, она што е многу важно да го кажеме, дека оваа година е многу значајна за нас, заради тоа што одбележуваме 20 години од породувањето на првото бебе направено од инвитро во Македонија. И од тогаш наваму имаме уште 17.000 инвитро постапки во овој период. Постојано во овие години го надоградуваме, го унапредуваме процесот, ги имплементираме сите најнови достигнувања во процесите на инвитро постапките и ги следиме светски реномираните инвитро центри, а и исто така и успешноста наша е на ниво или на сличен процент како светски референтните центри. Голем број од пациентите во Македонија, односно паровите во Македонија го препознаваат и токму заради тоа најголем дел од паровите го избираат нашиот центар со цел да дојдат до потомство. Освен паровите од Македонија, имаме навистина огромен број на пациенти од Хрватска, од Србија, од Босна, од Косово и голем број на пациенти и од подалечните региони, така да на некој начин ова е еден од најуспешните центри во нашата болница. Тука сме сега во приемниот дел, а ќе се упатиме кон амбулантите, каде што ќе ви покажам како оди оној првична проценка за да наслутиме што би можело да биде можната причина за стерилитетот и понатаму како се одвиваат процедурите за подпомогната репродукција. Овдека сме сега во гинеколошките амбуланти на одделот за асистирана репродукција. Тука е она првична проценка што е многу важна кај нашите пациенти. Значи, најпрво треба да се запознаеме со целата претходна историја, дали имаат редовни циклуси, дали имаат претходни бременности, операции, значи се она што би можело да ни даде некаков осет за тоа што би можело да е причината за неплодноста. Откако ќе ги собереме сите тие важни податоци, потоа пристапуваме на ултразвучниот преглед, а ултразвукот е златен стандард во откривање на значи, сите оние проблеми, гинеколошки состојби што можат значи, да се појават во телото на жената. Со ултразвучниот преглед сето тоа го гледаме, го откриваме, ја гледаме матката, јајниците, сето тоа што ни е важно и откога ќе ги собереме и тие податоци, потоа пристапуваме на оној процес што се вика на дополнителни исследувања. Тоа се спермограмот, каде што се значи анализира квалитетот на спермата на партнерот и анализа на хормоните кои што ни даваат увид во хормонскиот статус на пациентката. И исто така имаме и други анализи кои што ги правиме, тоа се HSG, кај што ги се исследуваат каналите на матката дали се добри, а и сите оние други микроинвазивни техники како хистероскопија, лапароскопија, значи каде што со камера ги гледаме внатрешноста на матката или внатрешноста од стомакот, но сепак тоа се прави таму каде што има потреба. Во секој случај ќе кажам една статистика, бидејќи имаме пациенти кои што премногу брзаат да дојдат до бременост, односно после 1 или 2 месеци обидување. Значи, од друга страна има пациенти па што премногу долго чекаат и ќе го пропуштат оној период кога се уште квалитетни јајцеклетките и кога се фактички најплодни. Статистиката вели дека, значи, на 30 годишна жена, воколку се обидува правилно и како што треба, шансата за бременост по месец е 20%.
што значи дека останатите 80% ќе треба да се обидат во следните месеци. Тоа е за 30 годишна жена. За 40 годишна жена тој процент е под 5%. Значи возраста има огромна улога и после 35-та година значително опаѓа стапката на квалитет на јајните клетки кај жената, кај мажите подоцна по 45-та година. Она што е исто така важно, дека во рок од една година 87% од паровите кои што се обидуваат да дојдат до потомство ќе го направат тоа, а во втората година од обидувањето од оние што останале само уште 7% ќе дојдат до бременост. Затоа и границата една година ако нема значи бременост да се почне со испитување. Ова збориме за жени до 30 годишна возраст. Кај во повозрастните жени, значи на 35, особено на 40 години, треба веднаш да се почне со исследување. Еве уште еден интересен податок ќе кажам. Жените се раѓаат со 2 милиона јајцеклетки. Во пубертетот имаат околу 300.000. На 30 годишна возраст потрошиле околу 90% од резервата, а на 40 години само уште 2-3% од резервата на јајцеклетките останаа. Но и не е важен бројот, туку многу повеќе квалитетот, бидејќи квалитетот исто така значително опаѓа со годините. Тоа значи дека дури некоја жена да остане бремена, многу поголема е веројатноста за спонтанни абортуси, бидејќи тие бременности формирани од, така да кажеме, неквалитетна јајна клетка, природата на некој начин прави природна селекција или контрола на квалитет и таа бременост се прекинува уште во првите 3 месеци. Од кога тука ќе ги собереме сите податоци и сите анализи, одлучуваме што понатаму треба да се направи. Имаме различни методи, може да се направи инсеминација, може ништо не е потребно да се направи, може би е потребно да се направи витро. И витрото представува оплодување надвор од телото. Самиот збор и витро тоа значи надвор од телото и представува најефективна постапка за добивање на бебе по патот на асистираната репродукција. Значи, ова е просторијата каде што правиме пункција на фоликули и аспирација на јајни клетки во процесот на инвитро фертилизација. Значи, да повторим уште еднаш, инвитрото представува оплодување надвор од телото, односно земаме јајни клетки од пациентката, исто така сперматозиди од сопругот или донирани сперматозиди, исто така и јајните клетки можат да бидат донирани и надвор од телото, значи се оплодуваат во ембриолошката лабораторија. Значи, во оваа просторија доаѓаме кога веќе имаме направена стимулација, но и исто така има спонтан циклус и сме определиле дека е право време, бидејќи е исклучително важно да го одредиме правото време, буквално во саат треба да се одреди времето кога треба да се направи пункција на фоликулите, односно аспирација на јајните клетки за да нивното оплодување биде успешно. Најчесто тоа значи се прави во анестезија и секогаш под контрола на ултразвук, значи нагледувано, се влегува во јајниците со една долга игла, која што е гледана на ултразвукот, значи влегуваме во секој фоликул и отстрануваме, односно собираме колку што е можно повеќе јајни клетки. Веднаш до нас, односно до гинекологот стои ембриологот, кој веднаш ги превзема тие јајни клетки и на микроскопот во ембриолошката лабораторија паралелно следи колку јајни клетки сме
добиве. Значи, бројот на јајните клетки е исклучително важен, бидејќи не значи дека сите јајни клетки ќе се оплодат и затоа е важно да добиеме што повеќе јајни клетки, но и што поквалитетни јајни клетки. Тој процес на добивање на квалитетни јајни клетки е исклучително важен и се состои во самата стимулација и во сите оние проценки. Потоа, значи, кога веќе ги добиеме јајните клетки, оди оној дел во ембриолошката лабораторија, кој што можеби е најважниот и највозбудливиот дел од инвитро оплодувањето. Значи, тој дел се одвива таму позади сцените, така да кажеме. И откога ќе ги добие ембриологот јајните клетки, они во исто време го добиваат материјалот од партнерот и вршат оплодување, односно инсеминирање на јајните клетки, кое што може да биде класично, а може да биде и најчесто е икси, односно интрацитоплазматска инјектирање на спермата, каде што сперматозидот директно се става во јајната клетка. Потоа така оплодените јајни клетки во специјални небиоми, на специјални услови, во специјални инкубатори, значи се чуваат и секој ден се следат. Значи утре дента се следи колку од тие јајни клетки значи се оплодени, се следи квалитетот на тие првични ембриони и според тоа се одредува и кога да биде трансферот, односно најчесто на трети или на пети ден се прави трансфер, односно враќање на веќе формираните ембриони, односно споени јајни клетки со сперматозоиди, тоа веќе на пети ден се ембриони од 60 до 100 клетки, кои што веќе имаме и значи степени на нивен квалитет, тоа се го одредува ембриологот и во тој момент одлучуваме кои ембриони да бидат вратени, се разбира поквалитетните, колку ембриони да бидат вратени и го определуваме денот кога тоа да го направиме. Значи тоа повторно враќањето на ембрионите или ембриотрансферот, така наречен, се врши во истава просторија под контрола на ултразот. Повторно не би треба да бидат вратени во идеален дел од матката за тој процес на бременоста да се оствари. Инаку, иако можеби за нас луѓето, така да кажем, звучи како еден обичен и едноставен процес, процесот на забременување може еден од најкомплексните и најсложените процеси во универзумот, бидејќи милион фактори, поедини работи треба да се поклопат за да се случи до бременност. Во смисол на рецептивност на внатрешноста на матката на ендометриумот, на квалитетот на ембрионите, хормонски припреми и промени во телото, голем број на фактори од самиот ендометриум, како што кажав, и од ембрионот, за да дојде до бременност. Откако ќе го направиме трансферот, може да останат ембриони кои што секако после тоа може да бидат замрзнати за евентуално идна бременност или, не дај Боже, ако не се случи бременност со трансферот кој што го правиме, тие ембриони ги замрзнуваме и може да се чуваат, односно се чуваат на минус 196 степени, колку што е потребно. Инаку имаме голем број на методи во ембриолошката лабораторија, кои што методи ги користиме со цел да се зголеми успешноста на инвитро оплодувањето, лазер асистент хечинг, преимплантациона генетска диагноза, PGD, значи на оние парови кои имаат голем број неуспешни инвитро спонтани абортуси на предната возраст на мајката. Значи на веќе добиените ембриони може да се одземе една или две клетки, тие генетски да бидат анализирани и да знаеме кои ембриони да ги селектираме, оние што се генетски најздрави, најсилни, да бидат вратени назад во матката. Значи тоа не се прави рутински на секој инвитро, али таму кај што има потреба и со тоа значително се зголемува шансата на успешност.